По вашето доаѓање на директорското место, Зоолошката градина Скопје доби целосно нов лик. На што се должи тоа? Па видете, тоа се должи на пред се на општото залагање на сите вработени. Кога дојдовме, решивме да настапиме малце по-тимски, да се створи една фузија на каде што сите вработени ќе се осеќаат првично исто, да нема поделби меѓу вработените, пошто сепак е ова едно големо семејство каде што сите вработени имаат исти обврски. И се сконцентриравме на заедничко работење и функционирање, на обновување на сите живеалишта, на подигање на хигиената нагло, тоа ни беше првично важно, на реновирање на постоечките живеалишта, потоа дојде изградбата на новите живеалишта, целосната програма на целосната пиар промоција на зоолошката од кога дојдоа резултатите и така дојде до разубавување на зоолошката. Зоолошката градина во Скопје е најпосетена институција во последните години и како успеете да ги придобиете срцата на младите, дури и на постарите? Па видете, во секоја една странска метропола, светска метропола, например кога одите да шетате, ако одите од туристички, ако сте на туристичка посета, ве носат прво, нели, да го разгледате плоштадот, некои знаменитости на градот, потоа доаѓаат работите, објектите како зоолошка градина и сме имале, нели, можност да ги посетиме и да видиме дека во сегде во светот зоолошките се најпосетени објекти каде што младите прво се едуцираат, го поминуваат целосниот ден и тука тоа ни беше целта, да го представиме како една традиција на Скопје, каде што ќе биде главно собиралиште на сите државјани на државава, каде што ќе може да дојдат, да се прошетаат, да уживаат во текот на денот. И ни успеа бидејќи ја доближивме прво до сите, буквално, преку социјалните мрежи, преку исцрпната работа, тимска, како што ви реков. И тоа ни беше главната цел. Дали пандемијата влијаеше некако на работата на Зоолошка градина Скопје? Повеќе, помалку посетители? Пандемијата влијаеше и тоа како? Бидејќи лани, кога почна пандемијата, ние бевме една од институциите кои први самоволно затворија. Од максимална посетеност на околу 15.000 посетители неделно, затворивме, бидејќи институцијата ја одржува првично градот Скопје, потоа е само финансирање. Тие 3 месеца додека бевме затворени беа тешки. Среќа имаме соработка со градот, не поддржа, спонзорите беа тука да ни помогнат. И поминаа тие 3 месеци, протоколите ги запазуваме. Отворивме во јуни отворивме. По протоколи цело време запазуваме носење на маски на вработените првично, второ на посетителите. И сепак ова е отворен објект на голема површина. Може да функционира. Дали соработувате со некои од европските зоолошки градини и дали разменувате некои идеи, имате идеја за понатамашна поголема соработка? Да, ние соработуваме генерално со сите европски зоолошки, бидејќи сме претенденти за член на Европската асоциација ЕАЗа, тоа е Европска асоцијаза на зоолошки. Имаме добра соработка со сите и пред да станеме членови, верувам дека годинава ќе станеме полноправен член на ЕАЗа и таа соработка ќе се зголеми со сите европски зоолошки. Функционираме на начин на меѓусебна соработка, редовно одиме на посети, исто како и од другите зоолошки европски и светски доаѓаат кај нас. Сега со пандемијава малце се изредчија тие посети, меѓутоа соработуваме многу, највеќе со Загреб, Софија, Белград, добро ни оди. Пред да станете директор на Зоолошка градина, бевте еден од менаџерите на скопскиот ноќен живот. Како се случи оваа трансформација? Па да,
Пред да станам директор овде, бев многу време во ноќниот живот. Бев менаџер од мој 17 години, работев во дискотеки, организирав настани, голем дел од концерти на музички звезди, но знаете, мора еднаш да прекинете со се тоа. Доаѓа време кога треба да посериозно да влезете во животот, да се насочите на друга работа посериозно, пошто сепак тоа е ноќна работа. Ми беше напорно искрено на почеток, трансформацијата беше напорна, но со тек на време се навикна. Кои се плановите што ги имате за Зоолошка градина Скопје во иднина и дали имате некои нови активности во план, како што е Дино парк и останата? Па видете, ние цело време работиме на реновирање и на градење нови живеалишта. Реално, до сега направивме се што ни беше во план, изградбата на куќата на фламингата, изградбата на живеалиштето на пингвините, кое се уште не е отворено, бидејќи не се стигнати од Русија второто семејство пингвини. Верувам ќе го отвориме во текот на мај. Дино паркот е една од најголемите атракции што ќе му се случи на Скопје годинава. Верувам ќе биде отворен негде после 10 мај. Се доработува и е вистинска атракција. А во иднина проекти што сакам да ги оствариме со градоначалникот и градот се градски аквариум и реновирање комплетно на живеалиштето на мечките. Тоа ми е целта за годинава. Како се справувате со лични критики, кои секојдневно може да ги видиме на социјалните медиуми, кои се упатени кон вас? Видете, социјалните медиуми стана главен критичен фактор во државава и тоа не е лошо. Тоа е она за што се бореа сите и се борат да нема дискриминација на говорот и слично. Се справувам со тоа што со моите резултати од работата. Не обрнувам премногу внимание на критиките, некои се добронамерни, некои не се, но најважно е да биде се сработено како што треба, а критиките ќе дојдат сами по себе и по фалбите. Дали сметате заради тоа зашто ја вративте Зоолошката градина во полн сјај, сте трн во око на многумина? Па видете, секогаш има некои зли јазици што не им одговара нечи успех. На тоа сме навикнати не само јас и многу други луѓе. Трн во око не треба да им видам, затоа што сепак ние тука, како што ви реков, работиме тимски за доброто на сите деца, без разлика на пол, возраст и слично. Ова треба да биде убаво за сите деца да уживаат и да се едуцираат. Не би требало да сум трн во око. Секогаш кога ќе се спомне вашето име, се крива некаква прашина. Кој е Ѓорѓин на страна од директорската позиција тука? Па прашина се крева можеби затоа што сум бил голем дел од животот во ноќниот живот и во тие кругови. Ѓорги е обичен млад човек што сака да се дружи со своите другари, сака да шета во странство, да посетува други зоолошки, сака да ужива во животот и све што треба да прави еден млад нормален човек.